Со трогателен говор и солзи денеска оставка си поднесе советничката Кристина Атанасова Арсова на седницата на Кочанскиот совет, на која една од точките на дневен ред е избор на ВД градоначалник на општината. Затоа на денешната седница, каде што имаме два кандидати за вршител на должност на градоначалник, јас би сакала да го кажам следното. За едниот, кој што се представува како обичен човек, притоа заборавајќи дека сите ние сме обични луѓе, за тој кој што својот кредибилитет го гради само преку медиумски ситни и безсуштински реклами, човек кој ми одговори на прашање зошто како советник сите овие години не се сетил да се запраша за правилностите или неправилностите на дискотеката, а тоа е веројатно затоа што му годела забавата во тој објект после користењето на забранети супстанции. И да не должам многу и да не набројувам, за другиот, заедно со своите блиски другарчиња, кои што пропагираат честност и солидарност, не спомнувам што име и презиме никому. Понесен од влијанието на позицијата, тргна по освојување на било која функционерска позиција, притоа со физички напади и јадење на живи луѓе, човек кој што токму овде не го гласаше буџетот на општина Кочани за 25, а сега сака да работи со буџетот за 25. И сметам дека поред на нештата функцијата треба да ја преземе председателот на општинскиот советник и заменик градоначалник, но очигледно дека е послатка сопствената визија отколку визијата за овој град и за нашите граѓани. Затоа, мојот здрав разум и мојата заклетва не ми дозволува да поддржам ниту еден кандидат. Во оваа прилика, јас сакам да ја доставам мојата оставка за советник до председател. Бидејќи самото присуство овде може да се брои како број, но мислам дека ова е страшно недостојно и понижувачки за мене и за сите оние мои поддржувачи кои што ме гласале на избори. Оние кои што не ме познаваат, може слободно да ме критикуваат, а оние кои што барем малку ме познаваат, знаат зашто го правам токму ова. Јас ви благодарам на сите и од овој момент и во следниот период ќе се посветам на сите кои што се уште во болница од несреќата и на сите оние деца кои што треба да се вратат за нивната рехабилитација, затоа што навистина тоа им е потребно. Затоа што периодот ќе биде многу долг и многу напор. Јас ќе се борам за нив со сите мои сили и со сите мои културолошки аспекти. И никогаш нема да заборавам дека сите идеали на овој свет не се вредни колку што е солзата на едно дете.